Дали ова беше причина што владата повеќе од досеганица процедура закон за корупција и дорма на европски знание? Практично тоа е една методологија за да ги байпасираме овие нелогични и корупцијски барања од страна на антизападното раководство на ВМРО-ДПМНЕ и да овозможиме антикорупцијска комисија да се избере непосредно пред претседателските избори. Зошто давате толкова ингеренции на тело кое што треба да биде совет одавно? Извинете, направете полиција во разлика полиција. Затоа што според сите оние точки кои што се наведени таму, таа институција нова ќе има право да бара милион податоци кои што, извинете, ме наведувате во приватна сфера и на граѓани, и на функционери, и на кого и да е. Тука дали можете да го оправдате за тоа дека се борите против корупцијата на тој начин? Видете, и во овој момент Управата за јавни приходи има пристап до сметките на функционерите, впрочем на сите граѓани. Доколку сакате силна и суштинска борба против корупцијата, овие неопходни ингеренции мора да ги обезбедиме на едно тело кое ќе се грижи само за спречување на корупцијата, особено од страна на избраните и именуваните функционери. Исто така, јас впрочем сум и генерален секретар на најголемата владеачка партија. И сам знам дека нема соодветно, непристрасно и професионално работење на политичките партии и законито работење на политичките партии, доколку нема одредено тело кое ќе следи работата на политичките партии, нивното финансирање и сиот делокруг на работа. А антикорупцијска комисија ќе биде нормално избрана веднаш по изгласувањето на новиот закон за антикорупцијска комисија. Се надевам дека ќе ги стигнеме роковите. Нормално, доколку ВМРО-ДПМНЕ се охрабреше да ги прифати нашите предлози уште пред месец и половина, кога реално на мегдан беа овие клучни барања со предлог законот за антикорупцијска комисија, ние денес имавме избор на оваа комисија по новите исклучително високи професионални критериуми за избор на членовите на антикорупцијска комисија. Но ве уверувам дека ќе направиме се пред претседателските избори антикорупцијска комисија да биде избрана, затоа што не е соодветно и народски кажано е срамота да се оди на избори доколку оваа комисија е непостоечка за време на избори. Видете, нема крајен рок. Крајниот рок ќе може да го предвидиме доколку веднаш после уставните измени, веднаш ја иницираме Комисијата за европски прашања, да го преземе, бидејќи законот сега ќе оди со европско знаменце, да ја преземе улогата на комисиската работа и во рок од 3 дена максимум, колку што е предвидена работата со деловникот, да се донесе законот практично да се помине во комисијата за неколку дена, максимум 3, а потоа истата да се најде на пленарна седница, истата да биде избрана за претпоставувам неколку дена, нормално доколку ВМРО-ДПМНЕ не ја кочи работата на пленарната седница. Пиратовски ден ста се уставните измени на седница, надвор на протести, што очекувате од лично? Видете, ме прашувате за уставните измени или за протестите? Да, за уставните измени, генерално за личниот ден. Видете, со иницирањето на уставните измени Република Македонија несомнено станува дел од Европската унија и НАТО алијансата. Често пати слушам како не прашуваат дали обезбедивте мнозинство, практично дали обезбедивте 80 пратеници. Јас таа фраза обезбедени пратеници не сакам да ја користам, туку имам информации дека минимум 80, прочем и нешто над 80 пратеници се уверија дека иднината на Република Македонија единствено во НАТО и Европската унија, а тоа е условено нормално со Преспанскиот договор и уставните измени кои што треба да се случат најдоцна до петок оваа недела. Околу протестите, секој протест е нормално демократско право на секој граѓанин, на група граѓани. Јас сум повеќе од убеден дека сето тоа е во спрега со антизападното раководство на ВМРО-ДПМНЕ и некои можеби внатрешни или надворешни сили кои очено сакаат да
ја спречат интеграцијата на Република Македонија во НАТО и Европската Унија, меѓутоа ве уверувам дека нема да успеат. Република Македонија ќе успее да ги износи на грб и ние како пратеници заедно со сите вас уставните измени кои што евидентно ќе се случат најдоцна до петок, а согласно тоа Република Македонија за многу скоро ќе се најде во како 30-та земја членка во НАТО алијансата, а подоцна ќе ги започне преговорите со Европската Унија. Овој петок. Ви благодарам.